Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Премиерот Христијан Мицкоски во посета на Прилепската касарна присуствуваше на промоција на артилериската батерија. Од денес до недела Прилеп е главниот центар на Македонија. Вечерва започнува Пивофест. 3 дена исполнет со одлична музичка програма, вкусна скара и многу видови на ладно пиво. Понеделник ќе се прска против комарци. Гори ретка шума кај Ракле, Фариш, Смолани. Уапсени 2 17-годишни момчиња фатени при кражба во црква. Времето денеска сончево и топло со температура 33 степени. За утре метеоролозите најавуваат покачување на температурите. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп, експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Денеска во касарната Мирче Ацев, премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајлковски и началникот на генерал-штабот на армијата генерал-мајор Сашко Лавчиски присуствуваат на промоција на артилериската батерија составена од 6 хаубици и друга придружна опрема. Оваа набавка, како што информира Министерството за одбрана, е во рамките на процесот за модернизација и опремување на армијата од сојузничка Турција. Безбедноста е столбот на една нација. Едноставно кажано, без безбедност нема просперитет, нема економски напредок. Затоа инвестираме и ќе продолжиме да инвестираме во македонската армија, која се гради континуирано со секој измина ден.
Затоа му благодарам на премиерот и на целата влада за нивната безрезервна поддршка на овие процеси. Ова не е само набавка, ова е визија за Македонија како стабилна, сигурна и подготвена членка на НАТО алијансата. Ова е порака дека државата станува сила што застанува на своји нозе. Во рамки на првиот договор се набавени и веќе испорачени 6 хаубици, моќни артилериски системи кои ќе го засилат капацитетот на нашата армија. Заедно со нив е предвидена и набавка на амуниција со зголемен дострел, чија испорака и исплата се планирани во текот на 2026 година. Со вториот договор обезбедена е набавка на опрема за хаубиците, системи за комуникација и контрола на оган, кои значително ќе зголемат огнената моќ и прецизност на делување на нашите единици. Од денеска до недела Прилеп е во главниот центар на Македонија, 3 дена пиво фест, исполнен со музичка програма, вкусна скара и многу видови на ладно пиво. Посетителите ќе можат да уживаат во вечер посветена на македонската музичка традиција. Под отворено небо ќе настапат камерниот оркестар од Битола со Наде Талевска, а своји настапи ќе имаат и Андријана Јаневска, Антонија Гиловска и Ристо Самарџиев. Сабота на 19 јули е резервирано за пејачот Харис Џиновиќ, за кој се очекува да ја подигне атмосферата до самиот врв. Фестивалската магија на ова издание на Пивофест ќе кулминира во недела на 20 јули, кога на сцената ќе се искачи харизматичниот Никола Роквич. Со својот магичен глас и безвремени хитови, тој ќе ја заокружи манифестацијата Пивофест. Понеделник ќе се врши дезинсекција во Прилеп за уништување на комарците. Дезинсекцијата ќе ја обавува екипата на Центарот за јавно здравје Скопје, каде ќе се спроведува првата фаза од ларвицидната теристичка дезинсекција со цел уништување на ларвните форми на комарци. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени водени површини, каде има идеални услови за раст, развој и размножување на комарците, фонтани, мини езерца, одводни канали, блата и мочуришта, делови по течението на градската река, делови од Давнички канал, Селечка река, област Маркова чешма, област Поводеници, Вештачко езеро, Волковски езерца, област Ѓумушица, Сарика, како и водени површини во населените места Ѓумушица, Сарика, Беровци, Кадино село, Галичани, Чепигово, Тројкрасти, Славеј, Мало и Големо Коњари. 17 годишњаци од Прилеп краделе од црква. Рано утрово, во 4 часот и 35 минути на улицата Цар Самуил во Прилеп, полициските службеници од Прилеп лишиле од слобода двајца 17 годишњаци од Прилеп поради кражба. Тие биле затекнати како од метално сандаче за доброволен прилог од црква вршат кражба. Малолетниците се приведени во полициската станица Прилеп и по документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Активни пожари на отворено регистрирани во општина Прилеп се помеѓу селата Царевич и Смолани, гори мешана шума и ниска вегетација. Гори и помеѓу селата Никодин, Ракле и Фариш, ниска вегетација и ретка шума, помеѓу двете општини, општина Прилеп и Кавадарци. Според најновите податоци од Центарот за управување со кризи, до 12 часот денеска во земјава се регистрирани вкупно 10 пожари на отворен простор, од нив 5 се активни, а 5 се ставени под контрола. Гори ретка шума кај Ракле, Фариш и Смолани. Активни пожари на отворено регистрирани во општина Прилеп се помеѓу селата Царевич и Смолани, гори мешана шума и ниска вегетација. Гори и помеѓу селата Никодин, Ракле и Фариш, ниска вегетација и ретка шума, помеѓу двете општини, општина Прилеп и Кавадарци. Според најновите податоци од Центарот за управување со кризи, до 12 часот денеска во земјава се регистрирани вкупно 10 пожари на отворен простор, од нив 5 се активни, а 5 се ставени под контрола. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура 33 степени. За утре метеоролозите најуваат покачување на температурите. УВ зрачењето ќе изнесува 9. Временска прогноза.
Слушавте Пелагонинска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.